Ајде на помош нека ни е и овој Господов ден, да сме здрави, живи, срекни и весели. Почитувани наши пријатели на вкусот на традицијата, вие сте ни од непроценливо богатство, затоа што секогаш кога ќе ја снимам емисијата Вкусот на традицијата, имам чувство дека сме сите вака заедно, од каде и да сте по светот. И благодарение на неа сме си во контакт постојано заедно, си разменуваме рецепти и едноставно што има ново, што е старо, подзаборавено и така натаму. Отскоро ми падна на ум, значи за младите домаќинки, кога вака ќе се сретнеме некаде на пазар, во маркет, и знаете колку симпатично ми е во маркет пред неколку дена, кога ми кажа една млада гледачка, млада домаќинка, вика: Адријана, ајде, вика, направи нешто, вика, благо, сладко, вика, така, тортичка некоја, која шо одма вака, вика, за час се прави, да не губиме време на печење, па се погодила, па нараснала, не нараснала, вика, така да си имаме благо и за нешто за брзо и некој која ќе се најави и така натаму. Токму за тој предлог, јас ја одбрав оваа торта која што ја правам од памти века. Зашто? Затоа што, еве, дали ги гледате ова колаче, дали го гледате? Ова е ресана. Ние сме ресана генерација. Значи, како што е смокито, ресаната, сега во поново време се појавија тие јафа, мафа, ти реков ми рече, но ресана е нашата македонска. И памтам уште, значи, децата ми беа мали, кога баш почнаа да јадат вакви сладки, благи работи, нешто кога им се пријадеше благо, им го правев овој колаж, тоа е со оваа торта, со ресана торта. А верувајте дека и до ден денеска мојата ќерка ја прави ова. Па дури сега и внуката почнува да прави. И затоа сакам да го споделам овој рецепт, затоа што можеби некој од вас ја има заборавено едноставно. А знам дека нема некој кој што не ја пробал или не ја јадал. За ова ресана торта вас ќе ви бидат потребни 250 грама ресана колачиња, 250 грама бисквити, какви сакате, кршени, 200 грама или едно мало канче павлака, кисела павлака, 2 пакетчиња прашок за печиво, 1 децилитар рум, 2 децилитри павлака за готвење, течна павлака за готвење, 1,5 децилитар млеко и 4 супени лажици шекер и кора од 1 портокал. А за одозгора филот или преливот или шамот ќе ви бидат потребни 4 супени лажици шекер во прав, една кесичка од маркет ќе купите што е за шлак пена од ванила, кесичката, и ќе ви треба 1 децилитар и 1,2 децилитар млеко. Тоа се мати и се става од озгора и добивате торта за која што нема да треба да губите време, да вклучувате рерни и така натаму, едноставно само крши, мешај, мачкај и готово. Еве како ќе ја направиме. Значи, ќе ги искршиме ресана бисквитите. Како ќе ви дојде така? Значи, без некоја цензура. Гледам филм, гледам вести и кршам ресана колачиња. И дури е забавно и да си ги земете и дечињата или внучињата, они ќе кршат бисквити и ќе учествуваат во подготовка на оваа торта. Значи, ќе ги искршам прво нив. Паметам кога бев јас, уште доека бев дете, едва и чекав да ми дадат пари, да можам да влезам во самопослугата, тогаш така се вика, нели, самопослуга, и да
купам вакви ресана колачиња. Ако ме прашате од кое време датираат овие колачиња и кога јас сум била дете, подобро да не кажам, оти и мене ме фаќа страф. Мене ме фаќа страф од кога е во минатото тоа. Ете така и многу брзо да, пошто они се, нели после извадија и рецепта за домашни ресани како се прават, и тие порано сум ги правила, но сега баш се сетив во некој од наредните емисии дека ќе направам такви домашни ресана колачиња. Ете така. И они ќе си се стопат со шекерот, со млекото, со хоплата. Бисквитите ни се веќе искршени. Се заблагодарувам на персоналот во кујната на Златно Буре Кучково, кои што ни асистираат во потребните состојки. Така. И за реализација на емисијата. Така и подготвив еден ваков стаклен сад, каде што ќе ставам тортата, ќе обликувам. Леле, како ова мириса. Мислам дека најатрактивниот бисквит е токму овој кој што модата никогаш не му помина. А токму поради тоа и овој рецепт. Да. Ете, така, ова го ставам настрана. Сега ги ставам пршените бисквити и ова настрана. Го ставам шекерот. Така. Сега го ставам млекото. Ја ставам хоплата. И киселата павлака. И сега ќе почнам да мешам, а потоа ќе ја нарендам и ќе го нарендам овој портокал да ја добијам кората како вкус и румот ќе го ставам. И ванилите, двете пакетчиња ванилин шекер. Богат мирис, можам да замислам како ќе биде ова на вкус. Пара малку подолго мешање, за да се соединат сите состојки. И потоа со рака. Ова мора со рака. Дужише ќе пробам да одбегнам, но мислам дека ќе треба. И вака малку со лажицата притискајте. Мора да оставиме да отстои, за да може бисквитот и од ресаната и бисквитите да го впијат млекото из целата течност што ја ставив овде. И она после ќе си добие една компактна, еве се уште се тврди, крцка, значи не треба да крцкаат. Така. Они сега кога ќе набабрат, знаете кога е готово, значи кога ќе престанат да крцкаат бисквитите. Ете така. Уф. Прекрасно нешто. Прекрасно. Ајде сега да ставиме кора од портокал. На најситното. Чекај да видам, овде ќе може. Убаво измиена претходно со малку сода бикарбона, па алкохолен оцет.
Така. Доста е. Сега да го извадам и ова. Таман. Така. Доволно е. Сега ќе почнам вака да гмечам со само убаво да навлезе секаде портокалот. Мислам дека ќе си биде супер, затоа што она после тоа 1 час оди во длабоко замрзнување, пред послужување. И тоа ќе го ставите одозгора шлакпената. Одозгора тоа што ќе го изматиме. Сега, вака го оставам додека матам, нека впиваат. Леле, чудо, чудесија. Гледате колку време треба за една ваква убава торта да се направи, ништо, 10 минути работа. Сега ќе го ставам кесичето, значи за матење на шлакпена. Така. И таа ќе ја ставам во ладилник пред да ја формирам тортата. 4 супени лажици прав шекер. Сега една лажичка. Така. Добро. И млекото. Прекрасно. Ајде сега да матам. Другото ќе му го додадам. Еве, веќе бега самиот од миксерот, гледате? Сосем е доволно. А можете, ако сакате, да ставите течно чоколадо, можете било што друго, можете и со мармалад да ја покриете. Ете ga. Еве, кога ќе почне да бега од перките, значи она е веќе готова. Еве, готова е затоа што не паѓа. Ете, тоа е тоа. Одлично. Таа нека ни е тука подготвена. Сега си земав еден стаклен сад, каде што ќе натокмам тортата, за да оди во ладилник. Прво ќе ја формирам и потоа ќе ја ставиме во ладилникот, но пред да ја ставам во ладилник ќе оставам уште едно половина час да отстои. За да може да впие бисквитот. Така. Еве ви предлог за еден неделен десерт, кога сте си собрани семејството, да си уживате. Ова што остана во тепсијата нема да го доставам, тоа се знае на што е осудено. Предпоставувате, нели?
Mora да се лижне од ова. Ете така. Сега ќе ми треба простор. Така. И сега ќе почнам да ја формирам тортата. Повисока да биде и потесна. Ете. Така, затоа велам овде ќе излегува една мала тортичка. Може уште малку да ја сплескам. Ете, таман си е. А потоа ќе ја исчистам и чинијата, ќе ја дотерам и неа. Ќе земам една лажица вака. Вака мама правеше. Порано немаше од тие силиконски, па не знам ова, не знам тоа, туку вака со лажица. И викаше, така около. Ми останаа тие зборови. Така. Така. Сега значи ќе оставам уште половина час, потоа во ладилникот, во замрзнувачот 1 час, го ставам шлагот и подготвена е за да ја дегустираме. Ете така. Вака ќе оставам сега, а потоа ќе продолжам со постапката, со тоа што, значи, за нас е важно да биде чинијата чиста тука, вака, да можеме и шлагот да го ставиме, да биде вака на око убава. Па можете да украсите со портокалче, со некои други работи, нека биде тоа лично ваша креација, нека биде. Ете така. Има да се насладиме тука во Златно буре Кучково, сите заедно има да ја јадеме оваа торта. Останете со нас, откако ќе ја подготвиме за сервирање. Ама не можам да дочекам ни да се запали камерата и светлото. Значи, ова е нешто прекрасно. Леле, колко е добро ова. Ау! Вкусот на кората од портокалот, со ресаните, со целиот тој фил внатре, со млекцето, со хоплата. Ау! Нешто прекрасно. Драги мои, направете оваа торта. И да ви кажам, едно парче од оваа торта, па дали знаете дека ќе биде и добра замена за некоја таблета за смирување. Ова ги решава сите проблеми и се ужива во овој вкус. Не можам да престанам, значи да ја јадам тортата. Драги мои, ги очекувам фотографиите од оваа сладко мало тортиче, што ќе ве направи сите срекни во семејството. И велат дека нашиот живот е како пијано. Има бели дирки, има и црни. Значи, ние свириме и на белите повремено, и на црните, но свириме и комбинирано, и на белите, и на црните. И на крај сепак добиваме една прекрасна композиција која што се нарекува живот. Кога црно, кога бело. Само напред. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. Лечејки се вака со торти, затоа стигнав до 100.000 диети, но што да правам кога е толку многу убаво? На здравје!
Thank you.